Почитувани, одбележувајќи го 17 ноември, меѓународниот ден на студентите, кој представува Асоцијација на борбата за демократско образование и квалитетен студентски стандард, во име на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, упатуваме искрена честитка до секој студент во нашата држава. На овој ден, кога во многу држави се говори за напредни развојни едукативни програми и планови, кога се говори како дополнително да се подобри веќе совршениот образовен систем, студентскиот стандард и условите за студирање, со жалење можеме да констатираме дека за разлика од тие држави, ние оваа година говориме за голготата со која се соочуваат македонските студенти, за жалосната реалност со која се соочува секој македонски студент. Во година на пандемија, ние студентите бевме повторно заборавени. Во ниту еден сет од така наречените економски мерки не немаше нас, или бевме присутни, се разбира селективно, повеќе ради звучност, а не суштински и вистински. Никаква конкретна поддршка за студентите и студентскиот стандард. Како студенти и членови на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, уште во септември побаравме сите студенти да бидат ослободени од партиципацијата. Конкретна мерка наменета за сите редовни студенти запишани на државните универзитети за учебната 2020-2021 година, без разлика во која година од студирањето се наоѓаат. Со оваа мерка директно ќе се помогнеше на сите редовни студенти и на околу 20.000 семејства кои најголемиот дел едва врзуваат крај со крај во време на економски колапс. Но за жал, ова наше барање беше изигнорирано. Тоа беше директно игнорирање на сите редовни студенти и сите студентски барања и очекувања. Очекувања кои се базираа на многуте ветувања од кои не видовме ништо. Во името на сите студенти во Македонија, јавно прашувам каде се бизнис центрите за млади? Каде е фамозно најаваниот проект Гаранција за млади? Каде се проектите за подобрување на студентскиот стандард? И уште многу други ветувања кои се даваа на студентите, а кои за жал останаа само ветувања. И денес, на овој меѓународен ден на студентите, со разочарување констатираме дека се уште наши колеги студенти живеат по студентските домови со лебарки и се хранат под секаков светски стандард. Зар ова е подобриот студентски стандард? За жал, тоа е студентската голгота и нашата жална реалност. Затоа, на овој ден ги повикуваме сите студентски организации за активизам и активно учество во залагањата и барањата за подобар студентски стандард и подобро образование, за заедништво кога се работи за интересите на студентите. Да не дозволиме студентите и студентските организации да бидат адхок користени за нечии интереси и политички цели, бидејќи тоа не е и не сме да биде основата на студентскиот активизам. Ние студентите сме иднината на Македонија. Ние сме идните професори, лекари, инженери, агрономи, технолози. Сите ние имаме исти потреби, исти интереси, исти замисли и исти очекувања. Токму затоа и на овој 17 ноември имаме исти конструктивни и конкретни барања, и исти очекувања за подобар студентски стандард и подобри услови за студирање, за кој постои сериозна итност. Нема време за пролонгирање, нема време за празни ветувања. Студентите тоа не го заслужуваат. Ви благодарам.